Добар ден на сите. Благодарам за присуството на денешната презентација во Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони. Ово е уште еден новитет, односно квалитет во новиот концепт на работење кој што го воведовме од почетокот на оваа година, а тоа е отчетноста во работењето. Веќе, како што знаете, имаме месечни квартални анализи со кои што ги следиме економските движења во рамки на зоните. Зошто? Бидејќи зоните, како што веќе представивме на неколку наврати, представуваат една половина од македонскиот извоз и заради тоа сметаме дека е важно и не само за јавноста, туку и за нас како институции и сите останати институции кои што се надлежни во делот на економијата, овие движења внимателно ги следиме. Секако да се радуваме кога имаме раст, меѓутоа и да внимаваме тој раст да го одржуваме и во наредниот период со поттикнување со дополнителни мерки. Денешната презентација не отчет за полугодишното работење на дирекцијата. Ќе почнам со бројките поврзани со економската активност во рамките на зоните. Она што и мене лично ме радува, а би требало да ја радува и верувам дека ќе ја радува и целата македонска јавност, е тоа што имаме рекорден семестар, односно рекордно полугодие во работењето на зоните во изминатите 20 години. Вкупниот обем на економска активност, односно на извозот во рамки на зоните во првите 6 месеци од оваа година достигна 1 милиарда 539 милиони евра. Или споредено со претходниот период имаме 67, односно 68% пораст во однос на истиот период за 2020 година. Имаме 12,5% пораст во однос на истиот период во 2019 година и имаме 33,5% пораст во однос на 2018 година. Овие бројки покажуваат дека економијата во рамки на технолошки-индустријските развојни зони е на добар пат. Не зборуваме веќе секако за опоравување, туку зборуваме за реален раст и јас очекувам овие бројки да продолжат да растат и понатаму. Секако свесни сме за ризиците, разговараме со компаниите, глобалните трендови во одредени дејности подразбираат и одредени ризици, меѓутоа следиме внимателно. Секако кажам, се радуваме на позитивните бројки, меѓутоа и ќе бидеме внимателни, ќе настојуваме овие позитивни бројки да ги поттикнеме дополнително во периодот што следи. Во делот на увозот исто така рекордно полугодие во однос на целиот претходен период. Бројките ги кажуваме до 2018 година, сметете дека во претходниот период се уште пониски, така што растот е уште поизразен. Вкупното ниво на увоз во прво полугодие 2021 година во рамки на зоните е на ниво од 1 милиарда 535 милиони евра. Или споредено со претходните години, имаме раст од скоро 90% во однос на истиот период лани, 18,5% пораст во однос на истиот период во 2019 година и 56,5% пораст во однос на првото полугодие во 2018 година. Исто како извозот, и увозот е навистина позитивен, бидејќи секако компаниите внесуваат и технологија, што е многу важно, меѓутоа и репроматеријали кои што понатаму се предмет на извоз и приходување, така што очекувам согласно овие значително зајакнати позитивни трендови во увозот, дека извозните бројки во наредниот период, наредниот квартал, веројатно и второто полугодие од 2021 година ќе покажат дополнително пораст. Важна работа, бидејќи ја поставивме како приоритет во нашето работење во овој мандат, секако бројот на вработени во рамки на зоните. Вкупното ниво на вработени во моментот е некаде 14, го објавивме тој податок пред неколку дена, 14.230 вработени. И тука регистрираме значително покачување во однос на просечниот број на вработени од претходниот период, така да во однос на просечниот број на вработени во 2020 година имаме пораст од 9,75%, 8,06% пораст во однос на просечниот број на вработени во 2018 година, 18,1% пораст во однос на просечниот број на вработени во 2017 година и некаде скоро 45,6% пораст во однос на истиот период од 2016, просечниот број на вработени од 2016 година. Во последните 5 години имаме пораст од скоро 50%
на бројот на вработените во рамки на зоните. Секако очекувам, прво заради тоа што во рамки на деловните планови на компаниите имаме дополнително неискористен потенцијал за креирање на работни места, некаде околу 7.000 на кои што активно работиме да се реализираат, меѓутоа со компаниите кои што разговараме и со кои што веќе склучуваме договори за нови инвестиции, дополнително предвидуваат отварање на нови работни места. Во однос на останатите резултати од работењето на самата дирекција, само ќе потсетам на некои елементи на кои што активно работивме во изминативе 6 месеци. Значи, во делот на новиот концепт на работење воведовме систем за едно шалтерско, односно one-stop сервис за самите компании. Тоа подразбира целосна поддршка на инвеститорите од моментот на подготовка на инвестицијата, односно од идеја, преку обезбедување на земјишта, поддршка во делот на изградбата, обезбедување на сите потребни согласности, односно сите потребни дозволи од страна на останатите јавни институции, секако поддршка во делот на државната помош и поддршка во фазата на реализацијата и понатаму во делот на работењето. Ставивме фокус на поквалитетни инвестиции. Поквалитетните инвестиции подразбираат секако повисоки плати за работниците и повисоки приходи во буџетот. Да, секако е важно да имаме голем број на странски инвестиции, да имаме увоз на нова технологија во државата, бидејќи сето тоа придонесе економијата, меѓутоа реалните и практичните придобивки за државата се преку бројот на работните места, платите за луѓето и придонесите кои што се уплаќаат во државниот буџет. Еден од елементите кои што исто така ги воведовме и кои што одат во прилог на поттикнување на инвестиции со повисок квалитет е секако индивидуализираната поддршка на инвеститорите, што подразбира дека врз основа на анализа на нивните деловни планови, 10-годишни проекции за приходите, вработувањата и платите, подготвуваме соодветен модел за нивна поддршка, така што имаме еднаков пристап на сите во делот на комуникацијата, меѓутоа не сите инвеститори добиваат еднаква поддршка од страна на државата, од аспект секако на висина на структура, бидејќи, како што кажав, сакаме да донесеме и да поттикнеме инвестиции кои што ќе вработат и повеќе на наши граѓани, ќе дадат повисоки плати и од кои што секако буџетот ќе има поголем придонес. Она што исто така верувам од интерес на јавноста е секако какви се бројките во делот на потпишаните и склучените договори во првите 6 месеци. Јас можам само да кажам дека во текот на вчерашниот ден веќе доставивме во процедура на формално одобрување 2 нови договори со 2 компании, компанијата Дура, тоа е третата фаза која што ќе реализираат во Тир Скопје и компанијата Витек, втора фаза. Двата договори се вкупен износ на 40 милиони евра. Така што со овие 2 нови договори, значи разговорите со инвеститорите се завршени успешно, следи формално одобрување од страна Комисијата за заштита на конкуренција и владата. Значи заклучно со овие 2 договори, значи во првите 6 месеци имаме вкупно склучени договори во вкупен износ од 105 милиони евра нови странски инвестиции. Овие 105 милиони евра нови странски инвестиции во наредниот период треба да го донесат следното. Значи вкупен број на нови работни места 1850. Вкупни приходи, односно пораст на извозот во следните 10 години од некаде околу 2 милиарди и 100 милиони евра. Она што е важно, како што кажав, од аспект на државата, значи вкупно генерирана обврска за персонален данок на доходот некаде 7,2 милиони евра. Од овие инвестиции очекуваме, бидејќи придонесите не се предмет на ослободување, значи очекуваме во државниот буџет да се слеат 33,2 милиони евра на име на придонеси и вкупна обврска по однос на данок на добивка, која што ќе изнесува некаде околу 36,8 милиони евра. Че овие елементи се важни за да знаеме што е тоа што секако државата ќе го даде како поддршка, меѓутоа и да знаеме колку тоа државата ќе има приход. Секако јас очекувам овие бројки не само се остварат, туку и да се надминат од овие инвеститори, меѓутоа се базираме на проекциите кои што ни се составен дел од договорите и тие ги презентираме, секако ја следиме реализацијата и понатаму. Во однос на новите проекти кои што ги започнавме, значи секако еден од проектите е отчетноста на институцијата. Презентираме сите договори што ги потпишуваме, ги презентираме елементите од сите договори на поединечни настани.
така што нешто порано беше, да кажеме, тајна и нешто што се договараше во 4 очи е јавно достапно за сите. Дополнително месечните, кварталните и семестралните анализи, кои што сметам дека се, како што кажа, важни за јавноста, меѓутоа и за институциите кои што се дел од економскиот тим на владата. Втората важна работа е што неодамно иницииравме циклус на диалози со бизнис заедницата, односно со совет на странски инвеститори, на различни теми кои што се од важна за инвеститорите. Направивме анализа, односно вреднување, прв пат после 20 години, на тоа колку реално вреди земјиштето со кој што располага државата во технолошко-индустриските развојни зони, кој што ни е едно од алатките за поттикнување на рамномерен регионален развој. Она што е важно е дека сите инвеститори кои што сакаат да инвестираат во поголемите урбани средини, конкретно во Скопје, ќе имаат помалку придобивки од државата во однос на инвеститорите кои што ќе инвестираат во останатите средини. Дополнително воведовме нов систем за грижа на корисници преку една влезна точка. Тоа значи дека инвеститорите имаат едно лице за контакт во рамки на институцијата кој се грижи за сите услуги кои што нашата институција ги обезбедува. Малку и за плановите кои што следат пред нас. Значи не секако не застануваме тука. Значи воведуваме програми, односно веќе работиме заедно со Меѓународната финансиска корпорација на програма за поттикнување, односно за технолошко унапредување на домашните компании. Целта ни е да ги поттикнеме домашните компании преку конкретна финансиска поддршка да влезат во глобалните вредностни синџири, пред се во рамки на технолошко-индустриските развојни зони, меѓутоа и надвор од границите на државата. Она што е важно, сакаме да поттикнеме дополнителен пораст на платите, само ќе потсетам дека 2020 во однос на 19 имаме пораст на бруто плата од 5,5%, тоа е добро, меѓутоа не е доволно, мора да одиме со дополнително интензивирање на овој тренд, меѓутоа за таа цел ќе работиме на поттикнување на продуктивноста на работниците преку посебна програма. Подготвуваме и на есен ќе започнеме нова кампања за презентација на можностите за вложување во Северна Македонија, која што ќе биде намената за странските инвеститори. Меѓутоа имаме целосно нов концепт кој што не го подразбира елементот на ефтина работна сила, тоа го избришавме целосно. И секако воведуваме нови услуги во делот на грижата за корисниците, пред се во делот на услугите што ги обезбедуваат другите институции. Горливо прашање се работните дозволи, горливо прашање се елементи кои се поврзани со престој и работа на странски стручни лица во државата. Работиме заедно со другите институции како да воведеме брз пристап до овие услуги на компаниите кои што работат во технолошко-индустриските развојни зони. Во однос на бројките веќе ги презентиравме, меѓутоа остануваме на проекциите кои што ги дадовме, а тоа е дека до крајот на овој мандат очекувам вкупен обем на нови инвестиции од 1 милиарда евра и дополнителни 14.000 работни места. Ова не го кажуваме како пуста желба, ова кажуваме врз база на фактот дека во моментот разговараме со 30 компании с кои што планираат вкупен обем на инвестиции над 400 милиони евра и кои што веќе планираат 8.500 нови работни места. Сега бројот на компании секој ден се зголемува, меѓутоа ќе ги презентираме откако ќе ги завршиме и формално разговорите за склучување на договори, така што јавноста ќе биде навремено запознаена со сите нови проекти кои што ќе ги реализираме во наредниот период. Меѓутоа, како што кажав и ќе повторам уште еднаш, она што е важно е што во првите 6 месеци од оваа година имаме нови договори за странски инвестиции во вкупна вредност од 105 милиони евра. Јас би застанал тука, бидејќи можеме зборувам уште многу, меѓутоа ова беа клучните елементи од нашето работење во изминатите 6 месеци. Да, се надам секако дека на крајот на година, кога ќе ги презентираме ефектите од годишното работење, дека сите овие бројки барем за дупло ќе бидат зголемени. Јас очекувам дека особено во делот на инвестициите дека можеме очекуваме и доста повисоки бројки.